И меѓу другото му викам, Христијан, дај бе човек, оди, седни со Заев, договори се нешто, што треба, некои работи се гласаат, дај да ги изгласаме некои закони на друго, направи договор, дај да ги ослободиме овие луѓе од 27 април. Ми вика вака, Стево ми викашо, Стево, нив ќе ги ослободиме кога ќе дојдеме на власт, не можеме вака да ги ослободиме. Се колнам, ова беа неговите зборови. Нив ќе ги ослободиме кога ќе дојдеме на власт. И гледате се што се случува. Он не само расположен. Ја имам слушното дека не пил кога немал. Ја така имам слушното. За него е, знаеш која е најголема штета од ракијата? Да остане. Да остане. Ќе се расипе. Ајде да видиме што кажува за затворените од 27 април. Ај, спремно е тоа видео? Ајде да видиме. Еве на колегата Ландов. И вика никогаш дека не рекол. Да. Јас се колнам, во црква ќе идам, ќе се заколнам, што кажал пред мене. На мој предлог ќе ви кажам после. Вика дека никогаш не рекол. Имаме што кажал јавно Мицковски? Ај пуштите го прво што кажал Што кажал Мицковски за затворените од 27 април? Прво тоа пуштете. И веднаш во формирањето на новата влада, ВМРО ДПМН ќе го покрене прашањето за вистинска правда за нашите бранители, за нашите уставобранители. Ај сега да видиме што кажал денес кај колегата Ландов. Пушти го. Да видиме. Сум јас магионичарот, ниту па некому сум уветил дека утре кога ќе дојде ВМРО на власт, следниот ден тие ќе бидат ослободени, амнестирани и завршена е приказка. 8:27. Никому не сум го ветил, ниту појавно сум го кажал. И веднаш во формирањето на новата влада, ВМРО ДПМН ќе го покрене прашањето за вистинска правда за нашите бранители, за нашите уставобранители. Сум јас магионичарот, ниту па некому сум уветил дека утре кога ќе дојде ВМРО на власт, следниот ден тие ќе бидат ослободени, амнестирани и завршена е приказка. 8:27. Никому не сум го ветил, ниту појавно сум го кажал. Абе што не дое кај нас? Ај пушти го тој скриншотот што му викаат гледачите у публика. Тој што ти го пушти. Алка Вујца е пееше на песната Лажи, лажи ме. Не знам. Ти која то песна. лажеш Радиш најбоље, најбоље. радиш најбоље, а? Алка Вујца беше, така? Да. Лажи ме. Види што му вика фанон дека доле дали ќе гостува во Инфомакс каде се поставуваат вистински прашања. Доле има уште еден појав коментар, браво премиере за ку не те бива. Не, има едно нешто што го бива, за лажење. Врати. Ај се, вака. Идам јас кај Христијан. И меѓу другото му викам, Христијан, дај бе човек, оди, седни со Заев, договори се нешто, што треба, некои работи се гласаат, дај да ги изгласаме некои закони на друго, направи договор, дај да ги ослободиме овие луѓе од 27 април. Ми вика вака, Стево ми викашо, Стево, нив ќе ги ослободиме кога ќе дојдеме на власт, не можеме вака да ги ослободиме. Се колнам, ова беа неговите зборови. Нив ќе ги ослободиме кога ќе дојдеме на власт. Сега не можеме да ги ослободиме. Еве, ако слушаат тие луѓе, нека знаат, ова бил разговорот, значи ќе ги ослободи кога ќе дојде. Абе, му викам, слушај, абе, знаеш ли што значи 3 дена да поминеш во затвор? Знаете ли што значи, ако не дојдеме после 5 години на власт, знаете ли што значи за овие луѓе 5 години таму да гнијат, децата да им растат без родители? Па пола децата од тие ќе бидат деликвенти. Да. Жигосани. Не го дозволувајте тоа. И гледате се што се случува. Сега вика, ја никого не сум рекол, ја не сум магионичар. А зашто не донесе закон за оваа работа? Закон бе, закон за амнестија, трак и ај здраво.
Специјален закон не мора за амнестија. Па специјален закон. Они може да донесе специјален закон со кој што се предвидува повторно судење за тој предмет. Мора да биде двотретински, бидејќи Може да биде, да, мора да биде двотретински бидејќи ќе се однесува на системски закон, но Ама на овие ќе им поставеше услов, ќе влезете у влада, да, ако го изгласате овој закон. Така е. Така На е, се првата согласувам. седница на парламент, ќе си го гласаш ова, ако не, нема, чао. Се согласувам 1000%. Ама он вика сега ги А прави. он за што се договори? Ама он сега ги прави будали луѓето, он не ги прави будали овие од Влен. Он се договори за Африм Гаши да газдува. Он сега ги прави будали 430.000 луѓе и сега вика, ама не сум рекол ја тоа никаде. Затоа што он игра на картата дека сите забораиле. Ама еве ние не сме забораиле. Ма не, он заборава дека у 21 век живееме, дека имаме снимки, сите, секој има снимки, има Ама YouTube, он има не се. заборава, не. Он мисли ово некад кад е била телевизија Скопје. Не е така. И сега нема да го повторат телевизија Скопје. Он Не е иде- така. Он иде на таа верзија. Ама еве сега он ги лаже сите 430.000 луѓе кои што гласале за него, ги прави будали, вика, не сум кажал ја тоа никогаш. Де сум ветил ја никогаш дека кога ќе доеме на власт. Ја не сум магионичар. Да, а гледаме дека точно пред избори сега кажал другиот ден само што ќе стане ВМРО ДПМН власт, утре дента го покренуваме прашањето и го решаваме за 100%. И сега пази. Ова се работи кои што зависат од него. Значи јас на негово место, кој би разговарал за влада, прв услов да донесеме закон да ги ослободиме луѓево. Потпиши овде договор дека првиот услов го прифаќаш. За да влезеш у влада, ако не, нема да влезеш у влада. Апсолутно. Приоритет на Апсолутно. приоритетите беа овие луѓе да ги ослободиш. Оти меѓу другото, на тронот седиш и на нивната мака на гневот што се создаде кај овој народ заради драконските казни Да, што он им се ќе стане изрекува. милионер. Значи, дел од тие од можноста да те вратат назад е токму и желбата на народот да ги види овие луѓе веќе слободни. Да се прекине таа нивна голгота на нив и на нивните семејства. Така е. И он на нивната мака ќе стане сега е веќе премиер и неговите луѓе ќе станат милионери, меѓу кои он. На маката на овие што се у затвор. Иначе 700 гледачи јаде Мицко. Не јаде 700 гледачи на YouTube можеби, но вкупно ние имаме вкупно 2000, ама и Може ти кажам сега нешто? кажам, Може ти кажам уште една работа. 2900. Може ти кажам уште една работа. Јас сум као Груевски ќе се вратам и ќе влезам во затвор, бојрум, пошто сакаш. Сум бил криминалец, еве ајде да видиме, дај да го видиме мојот криминал. Се вратам назад и ќе го дозакопа, да се врати Груевски во затвор да го стават, ќе го дозакопа. Нема да ги дочека локалните избори. Види, он успеа за Еве имаме еден коментар, вели брат поголема гледаност имате вие од Копачов, еј премиер, а не вие ни до корена. Брат, ние не лажеме, он лаже. Тоа е. Да, тоа се го кажам, он успеа од тоа што е моје видување за 3 месеци сигурни са целиот кредибилитет кој што го имаше создадено кај македонската јавност. Кој го имал кредитет? Кој има кредибилитет? бе? Кој има Кредибилитет кај тие 430 што го гласале. Нема кредибилитет. Имал, тие тие 430. верувале дека ќе го направи тоа што го кажал. Не, тие Он за 430 3 месеци верувале. излажа све. Не, Тие тоа се искочиле согласен. само да се отарасат од СДС, ништо не му верувале. Така е. Како беа тоа 1000 и колку имал програми? 1198. Од нив. Ај направете анкета утре низ градов, еве направете анкета и анкетирајте 100 луѓе и прашате да знаете ли еден проект што ги вети од тие 1118 или 180 премиер, да име дали знае некој граѓан. Никој ништо не знае. Некој Ние што следиме тоа не знаеме. Што збориш бе, му вети некој.